Астмата е хронична обструктивна болест на дишните патишта, се одликува со нарушен проток на воздух и зголемена реактивност на дишните патишта кон иритантите од надворешната средина. Токму алергиските реакции, особено во периодот на пролетното цутење на одредени растенија, можат да бидат предизвикувачи на астматични напади. Според доктор Мерсел Шерифи од Центарот за астма при Тетовската клиничка болница, пациентите со вакви проблеми треба редовно да ги посетуваат и да ја користат терапијата. Алергијата да појавува до акутна влошена состојба на астмата и тие состојби се викаат, ако траат подолго од 12 до 24 сата, се викаат и статус астматикус. Тоа е многу една лоша клиничка состојба. Пациентите кои се алергични, односно што имат астма заболување, оние ќе почнат потешко да дишат, едва и дишат, со свирење во градите, со кашлање, гушење, промена на општото расположение, така да ако не ги користат соодветните лекарства што се и препишани порано, оние многу лошо завршуваат. Причините за астма, велат здравствените работници, не се докрај разјаснети, но познато е дека влијаат генетската предиспозиција во комбинација со факторите од животната средина. Аерозагадувањето и поленските зрнца значително влијаат кај астматичарите, што резултира со отежната клиничка слика. Проценките се дека од астма боледуваат над 330 милиони луѓе во светот, а се очекува до 2025-та бројот да порасне за уште 100 милиони.